Светот годинава го одбележува Меѓународниот ден на човековите права во услови на пандемија. Стручните лица предупредуваат дека актуелната ковид ситуација ја влоши состојбата со човековите права и ги извади на виделина недостатоците на системот кој треба да обезбеди нивна заштита. Целата ситуација со човековите права, како Северна Македонија, па и тако и целиот свет, ја опфаќа ова пандемија COVID-19. Значи, и со ова пандемија излегува на површина дефектите кои целиот систем на човековите права, па и тоа како што се економски и социјални права дојдоа до изражај. Професорот Муслију подвлече дека многу граѓани останале без работа и без соодветна социјална заштита, со што во прашање им се доведува екзистенцијата. Државата мора итно да изнајде повеќе начини да им пружи финансиска помош, нагласува тој. Целата ситуација имаме проблематика со зголемување на процентот на невработеноста, значи тие кои остануваат без работа да имаат надомест за невработеност, социјални помош, здравствениот систем исто така е една од голема проблематика. Сети почит од до докторите и сите тие кои се справуваат со ова, но проблематиката во ова ситуација сега е ургентна. Значи мора сега држава да става рака во джеп и да им помага на граѓаните. Значи ние сме во рап на сиромаштија и во сето ова без помош, без рака на држава не може да ја поминеме целата ситуација. Генералното собрание на Обединетите нации ја усвои Универзалната декларација за човекови права на 10 декември 1948 година во Париз. Декларацијата е создадена во периодот по Втората светска војна и означува прво глобално изразување на основни права на сите човечки суштества. На листата на основни човекови права се правото на живот, на здравствена заштита, образование, приватност, храна и вода, слобода на мислата, како и право на одмор.